Многу накратко. Колешка Лазаревска, како што ја сгрешивте со работниците, сега грешите исто така. Значи, внимававме многу добро што направивме. Проверете колку е скратен со ребалансот буџетот на колекторот. И проверете го колку е амандманот. И понатаму излезете на контрареплика и повторете го уште еднаш сите работи што било планирано, проектирано, што требало да се направи така натаму. И ќе сватите дека за тоа што вие го зборите треба да прифатите овој амандман од 100 милиони денари. И не е во ред ако на толкава дискусија не ја кажете процентуалната покриеност со атмосферска канализација на Охрид, во моментов да збориме за развојување. Олуците се проблем, знаеме секаде, не е само во Охрид тоа, но надлежноста за двоењето, за детектирање на диви преклучници и така натаму е на фирмата што беше направена и што треба да функционира. И ако има проблеми, треба да се побара одговорност. Просто е тоа. Но да бараме одговорност, првен да им овозможиме да нема никакво оправдување. Да не ни се случуваат вакви ситуации како што ги имаме. Вклучително и да не завршираме прстен што и спомнавте. А во исто време граѓаните имаат двојно поголеми сметки. Имаат. И имаат право и граѓаните, и туристите, и ние да уживаме во убавините на Охридското езеро и да се погрижиме се што можеме да направиме да спречиме негово уништување. Ви благодарам.